донесов одлука градот Скопје да започне постапка за формирање на ново јавно предпријатие кое што ќе биде задолжено исклучиво за третман и благосостојба на уличните животни. Со други зборови, стационарот Вардарище повеќе нема да биде во надлежност на јавното предпријатие комунална хигиена, туку ќе добие еднаков приоритет со другите јавни предпријатија кои што се занимаваат со комунални дејности во градот, како што се хигиената, паркирањето, одржувањето на парковите, зеленилото, јавниот превоз на патници. Новото јавно предпријатие под своја надлежност во целост ги превземе сите активности кои што опфаќаат заловување на животни скитници, нивна стерилизација, ветеринарна грижа, регистрација и процедури за обдомување од страна на заинтересираните граѓани. Постапката околу формирањето на новото јавно предпријатие тече паралелно со процесот на чипирање на домашните миленици со цел истовремено кога ќе заврши овој процес да почне да функционира новиот стационар на градот Скопје. Го спречуваме механичкиот прилив на животни на улиците од неодговорните сопственици и новиот систем ќе овозможи полека, стратешки нашиот град да се справи со овој проблем. Затоа што овој проблем е таков кој што бара инволвирање на повеќе институции на локално и национално ниво, вклучување на граѓанските активисти и здруженија со цел бројот на кучињата скитници да биде сведен на минимум, на начин што ќе се обезбеди нивна благосостојба, но истовремено ќе гарантира и безбедно и непречено движење на граѓаните на јавните градски површини. При тоа, имам во предвид дека Скопје не е изолиран остров и дека едностран пристап во решавањето на овој проблем само од страна на градската администрација нема да води кон посакуваната цел. Треба да знаеме дека проблемот на кучињата и миграцијата нивна не може да се решава со правилници, закони, стерилизација и слично, туку со одговорно однесување на сите институции кои што имаат допирни точки со овој проблем. Ова значи дека не постои инстант решение со кое кучињата ќе исчезнат од улиците. Но тоа не е и не смее да биде изговор на институциите да бегаат од решавањето на овој проблем. Туку напротив, ова е предизвик за координиран системски пристап кој што ќе се прифати на овој предизвик и ќе го изнајде одржливото решение. Паралелно со подготовката на административните процедури во создавањето, односно основањето на ова јавно предпријатие, започнуваме и процес на консултации со граѓанските здруженија со цел истите да бидат дел од управувањето на новиот стационар на градот Скопје, односно на новото јавно предпријатие. Јавното предпријатие ќе биде основано со буџетски средства на градот Скопје. Оние кои што досега сме ги давале, ќе ги зголемиме. Средства финансиски од комунална хигиена, оние кои што досега ги давале, ќе ги зголемиме. Инфраструктурата во смисол на опремата која што е во постојниот стационар, дел од персоналот кој што работи во стационарот, а за остатокот од персоналот искрено очекувам дека професионално и волонтерски ќе се вклучат и граѓанските здруженија кои што ќе бидат дел од овој процес. Со овој чекор решавањето на овој проблем го ставаме повисоко во приоритетите на нашата листа и на тој начин наскоро граѓаните на Скопје ќе можат безбедно да се движат по улиците, без при тоа да биде доведено во прашање благосостојбата на животните. Сосема на крајот, дозволете ми да потсетам дека и во ваквиот стационар како што е во моментов, секој вторник и сабота во периодот од 9 до 13 часот, сите заинтересирани граѓани можат да го посетат и да вдомат нов куќен миленик. Да си го одберат куќето, при тоа куќе ќе биде истретирано медицински, тоа куќе ќе биде стерилизирано, вакцинирано, а за тоа граѓаните нема да имаат обврска да платат било каков паричен надоместок. Секој граѓанин што вдомува куќе мора да пополни само формулар со кој што ќе ги даде своите податоци и ќе се обврзи дека ќе биде одговорен сопственик на ова животно. Во управните органи ќе биде избран управен одбор на советот, ќе ги започнеме тие консултации. Јас сум спремен дел од управниот одбор да бидат граѓанските активисти, а дел од нив што на професионална, што на волонтерска основа да влезат во
самото функционирање на стационарот, дневното функционирање на стационарот. Сакам искуството кое што го имаат невладините да го примениме во процедурите, во функционирањето, во заловувањето, начинот на третманот на животните, одабирот, односно одбирањето на ветеринарна станица или ветеринарна болница која што ќе се грижи, со целосен надзор врз неговата работа, со цел конечно контраверзиите кои што беа околу вардариште изминативе 10 години да им ставиме крај.